Науката и бизнисот се поврзаа преку отварањето на лабораторијата за циркуларна економија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ова ќе значи дека се отвараат можности да се искористат сите расположиви ресурси, како намалување на отпадот и создавање на нови работни места. И наша цел е да овој центар прерасне во платформа што ја поврзува силата на бизнисот, знаењето на универзитетите и политиките на државата. Циркуларната економија не е само тренд, туку императив за одржлив развој. Тоа значи повторно користење на ресурси, намалување на отпадот и создавање на нови работни места во зелениот сектор. Бизнисот внесува иновации и инвестиции, универзитетите истражување и таленти, а државата регулатива и поддршка преку политики. Оваа соработка е клучна за нашата економија, бидејќи заедно градиме иднина каде профитот оди рака под рака со планетата. Ректорот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев Дејан Мираковски вели дека ова ќе значи искористување на многу ресурси кои не се доволно искористени, како и нови знаења за професорите и студентите. Целта е да се развиваат нови проекти во циркуларната економија. Што значи тоа за студентите? Ние имаме политика на отворена наука, така што студентите, посебно од повисоките години, од вториот, трет циклус на студирање, сега ќе можат да работат со реални проблеми, на реални примери, ќе можат да го истражуваат квалитетот на рециклираните материјали, како од аспект на нивните механички, технички својства, така и од аспект на можното влијание врз животната средина, врз здравието, бидејќи ќе можеме да ги испитуваме и механичките карактеристики на материјалите кои што се произведени во некакви постапки на рециклирање, но и да ги испитаме и од аспект на хемискиот состав, материјалите кои што се вградени, дали тие представуваат ризик за животната средина, за здравието на луѓето кои би ги користиле, значи еден холистички, целосен пристап на проблемите. Сега тоа го имаат кај нас, порано такви врски ретко се воспоставуваа во целост, на различни места, различни лаборатории работат со различни пристапи. Ние генерално се потрудивме со овој проект да го сконцентрираме тие капацитети на едно место во постојните лаборатории и во сосема нова лабораторија во рамки на Машинскиот факултет, така што таа целина е затворена за студентите, е целосно нова можност. Околу 53.000 евра се издвоени за финансирање во Центарот на циркуларна економија на Машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев.